Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме на нашето место, а сигурно и вие на вашето удобно место, за да ја следите оваа емисија и да го проследите и денешниот рецепт, но и да се забавувате со музика, бидејќи и денеска ќе имаме музички гостин. Знам дека ви е убаво, знам дека сте расположени, бидејќи тоа вие знаете убаво да го напишете уште кога јас ќе најавам секоја емисија и навистина ви благодарам што токму и денеска сте заедно со нас. А потоа ќе видиме колку вие ги направивте вашите рецепти дома. И ви честитам навистина убави тавчиња, убаво подготвено, убаво сервирано, наместено, откако ќе завршиме со нашиот рецепт, вие ги правите дома. И се радувам, бидејќи еве тоа е плюс, идеја плюс за вие да научите еден рецепт повеќе кој што ќе биде брз, а многу вкусен. Ве поздравувам ширум светот сите македонци, па дури и оние кои што и најмалку знаат да го говорат македонскиот јазик, иако се тугинци, но ја сакаат емисијата и навистина ми е мило кога ќе кажат Дракче, те следиме многу. Еве, јас испраќам срдечни поздрави до едно семејство од Шведска. Иако не го говорат убаво македонскиот јазик, господјата е наша македонка, но господинот е швеѓанец, но знае добро да готви, вели Дракче, јас во Македонија ќе готвам со тебе. Па еве, ве бакнувам и ви поздравувам и се надевам дека ќе имаме и таква можност. Да си ги поздравиме и пријателите на нашата емисија, тоа се нашите пријатели од Пека Беско. Поздрав до Пека Беско и до вкусните нивни производи, кои што навистина се бренд, навистина се вкусни, навистина се посакувани и кога ги јадат и најмалите деца, до највозрастните се знае дека навистина вкусот е одличен. И кој ќе готви денеска со мене? Знам дека тоа многу ве интересира и знам дека едва чекате да кажам кој ќе ни биде нашиот гостин. А јас морам да кажам дека таа е дама која што јас многу си ја сакам. И таа знае колку многу ја сакам и знам и наполнок да ја пишам и наполнок да разговараме, бидејќи е премногу зафатена. Ја бараат на многу настани, на многу свирки, плюс е судски преведувач, песната е животот, домашните обврски плюс и навистина едве чекав да дојде од Америка, простете ми нашинци во Америка, ама едве чекав Милица да ви ја украдам, да ми дојде тука. Нашата Милица Кузмановска, повели Милице. Моја Милице, моја Милице. Моја драгица. Моја Дракче. Така. Драга. Добре ми дојде. Добро најдов. Едве чекав да си дојдеш и да си бидеме пак заедно и во третата сезона. Верувам и јас, иако навистина преубава беше турнејата, сепак дома си е дома. Дома не си. секогаш не влече таму каде што сме се. И птиците се враќаат дома, а не луѓето Така е, со така здрав е, ум да. и разум. Повели од оваа страна, Благодарам, да, рече благодарам. на едно на патувањето бенди са едно јадење, ти се допадна и сакаш да го подготвиш ти во нашата емисија за прв пат. Ете да биде оваа јадење прв пат го имаме во трите сезони. Така е, бидејќи се договаравме што да готвам. Ти имаше Искрено, голем број, како ти велам? Милице, тоа го правевме, и ова го правевме. Така е, сега да. рече ќе ти пуштам нешто што не сме правеле. Се надевав дека никој Да. не го правел ова, бидејќи многу е едноставна рецепта, Така. но многу практична, применлива секојдневно и за ручек, и за вечера, и за доручек, во сите три варијанти. Така. Може да се искористи овој рецепт, а посебно за оние кои што внимаваат на исхрана, за дијабетичари, како што сум јас, бидејќи откако го добив дијабетот после ковидот, навистина променив сте во животот и верувајте дека исхраната е еден од клучните фактори за контрола на дијабетот. И самиот дијабет е голем стрес, а самата помисла што ќе се храни уште е дупол стрес. Како се снаоѓаш, Милице, секоја чест? Искрено се надевам дека се снаоѓам, бидејќи дијабетот, поготово тип 1 дијабетот, еве малку да позборувам и за свесноста, иако јас сум нели дел од здруженијето Хема-Онко, кое е здружение посветено на пациенти со рак и нивни негователи, меѓутоа во друга улога како дијабетичар би сакала да повикам на свесност за оваа болест, бидејќи се повеќе
и светската популација, да не зборуваме и кај нас во Македонија, како резултат на начинот на живот, се добива тип 2 диабет, додека тип 1 се знае, тоа е автоимуно заболување, кое што најчесто го имаат децата, меѓутоа еве и кај повозрасни. Ретки се случаевите, но не толку ретки. Јас сум еден од тие случаи кој што беше диагностициран прво со тип 2, меѓутоа бидејќи многу читам, сакам да се едуцирам, следам, истражувам, видов дека нешто не е во ред и со докторката се служивме дека треба да направиме дополнителни испитувања и се потврди сомнежот. Така да гледам секојдневно да го избегнувам стресот колку можам, пешачам во топ форма сум, да кажам, физички. Милица, малку звучи страшно, но кога звучи страшно, луѓето повеќе обрнуваат внимание кога ќе кажеме дека тип 1 е тивокубиец. И тип 2 е тивокубиец, кога се зборува за диабетот. Затоа кога ќе го внесеме тоа во умот, тогаш ќе ни дојде енергијата да внимаваме, затоа што треба да живееме, нели? Апсолутно, потребна е свесност за оваа болест, потребна е едукација, потребна е превентива. Бидејќи диабетот со нормален начин да живот, со промена на лајфстајлот може и да се контролира, меѓутоа зборуваме да се спречи особено кај младата популација, бидејќи се повеќе млади луѓе се со диабет. Многу убаво тоа го кажеш и јас ќе говориме и во текот на емисијата, но и ќе ги замолам моите драги колеги од утринската програма да те поканат малку повеќе да проговориш како се лекува, како се одржува едно тело, како да спречиме поголема опасност во однос на оваа болест, бидејќи ти тоа умеш на вистина убаво да го пренесуваш. Само сакам да кажам дека лицата со диабет треба да живеат нормално, бидејќи современи лекови имаме, инсулини имаме, меѓутоа тоа што недостасува се оние помагали и помошни средства како што се CGM, односно апаратите за следење на нивоата на глукозата во крвта, кои што нашата држава не ги дава бесплатно. Сите оние кои што ги имаат знаат како ги набавуваат и кој е патот да се стигне до нив, затоа не би сакала да зборувам. Исто и апелирам за инсулински пумпи за сите лица со тип 1 диабет. Убава порака испрати, Милица. Да, тоа е неопходно, бидејќи еве јас сум пример како може едно лице со тип 1 диабет да функционира нормално. И тоа турбо. Како што така, дури некогаш сама себе си се чудам како успевам се да постигнам, затоа реков да дојдам да се договориме, затоа што од тука веќе имам други дестинации. Така. Ајде сега да кажеме за рецептот и ќе пееме. Весело да биде. Без пеење, да им го разубавиме и животот и денот на оние кои што не гледаат. Јас тавчето веќе го поставив, го ставив на температура од број 5. Тавчето е одлично, иако мислам дека не треба да се загрее многу. Добро, само на број 5. Ќе биде еден омлет кој што името му е мексикански омлет, бидејќи ова го јадев во Америка и многу ми се допадна, но може да биде и македонски омлет, бидејќи ќе го прилагодиме со со наши производи кои што ги има и тука кај нас во Македонија, така да пиперките ги заменивме. Така. Меѓутоа се надевам, многу е вкусно, се надевам дека ќе испадне онака како што треба. Прво би сакала да ги исецкам, дали има еден помал нож од овој, ако може, а ако не, имаме уште поголем. Поголем ништо. Уште поголем. Така. Да. Еве вака сега ќе исецкаме малку кромиче. Добро. Јас ќе го извадам овој дел средниот. Дали треба масло да додадам во тавчето? Маслото ќе го додадеме во тавчето покасно, добро. Пред да пржиме. Малку ќе ги пропржиме со стојките, нема многу да ги испржиме, меѓутоа па вообичаено да сите ометнат, кои што сакате да кажете за здраво хранење, не сакате многу пражење на никако, храната да биде што посвежа и всушност да може да се внесат сите оние нутритивни својства кои што ги има храната. Дали може само малку ова тавчето да дојде тука? Ајде. Ете така, за да можам да ги ставам. Можам јас капачето ми се дали ти е потребно. Да ги ставам вака па си го поставив близу до мене. Да ги ставиме со стојките, полека нека се пржат. Мислам дека е доволно кромиче, може уште малку. Јас никогаш немам точна мерка за рецептите, од прилика секогаш ставам онака од око и онака по мој вкус. Па и така сме учени. Ги охрабрувам, се од рака и сите оние кои што ќе го прават овој рецепт, да си ги прилагодат Лашичка, состојките на сопствените
на сопствениот вкус и на сопствените потреби. Ете така. Следно е пиперката. Да додадам малку масло? Може Маслиново? малку масло, меѓутоа сакав кога ќе ја ставам и пиперката се заедно вака да се. Ајде, малку. Кога требаше да капнам. употребиме халапењо пиперки, тоа се јас едни убави. какви ти се тие пиперки, Милице, мексикански. И многу се вкусни, а јас ги да, садам во меѓутоа- мојата градина, бидејќи Ете кај нас сега. многу љуто се јаде, ти точно знаеш кој. Така, точно, да. Да, и така да ќе биде добро. Сега пиперката ја подготвуваме. Така. Сега јас барам и музика. Можеме веќе и со музика да си работиме. Па, Милица може, и оди може, лесно. секако, да, да. А и со Песната ножот и секогаш со песна. најлесно. Добро. На една средба случајна, очите ми се сретна, срце гори, тивко згори, нешто се случува. Љубовта дошла да ми каже дека сум негова. Ти си моја среќа, љубов што се чека, единствена. За тебе и мене нека запре време, животе почекај. Ти си моја среќа, љубов што се чека, единствена. Ти си моја среќа, еј до века, прва и последна. Чудо знам се случува, судбината одлучува. Се знае, нека трае ова магија. Дојде време тука сега, од љубов не се бега. Ти си моја среќа, љубов што се чека, единствена. За тебе и мене нека запре
И додека Благодарам. пеше, јас не можев да се воздржам за да ти кажам, Милице, песната е со многу емоции и имаш донесено на вистина убаво. Благодарам. Сигурно и тебе така ти се допаѓа. Рече сама ја една напиш. од оние песни кои што сите мои песни ги сакам нормално, Да. нели, како и секој друг пејач, меѓутоа ова некако има некој посебен сензибилитет, а јас мојата интерпретација нели секогаш е полна со емоции. Со емоции, Тоа така. ми е некоја мана да кажам, меѓутоа и затоа сакам вакви песни да пеам. Толку нежна, толку мила. Сакам издржани песни, некои песни кои што стварно имаат и убава порака и носат убава емоција. Каде гласовните можности се гледаат, навистина. Па- Овде звонеше. Звонеше, Милице, навистина убаво. Тоа е мојот стил и мислам дека уште сум ли го ни тоа треба препознатла. овде? Јас внимавам. Уште малку, да. Ова е Внимавам добро. на него. Да, малку ќе промешаме. Добро, за Уште да... поубав ќе биде омлетот, вака со музика ќе дадеме и многу Да. љубов кога се готви. се разбира. Раната е. Најубаво е кога е со многу позитивна енергија и многу љубов. Така е, зашто велиме за некои луѓе, мојата покојна баба готвеше така со многу љубов и секогаш едно обично јајце испржено на око беше превкусно. Премногу вкусно. Чекавме да ни сготви, да ни направи нешто за јаде. Во меѓувреме можеме да додадеме Од шерито? да, од шерито. Добро. Иако се малку големи, јас ќе ги пресечам на 4 дела. Ајде, ти си знаеш. Така. И јас сакав да ти додадам и тањерче за отпадок и за јајцата. Па можеме и тука, еве, да, за јајцата може. Значи, веќе во омлетот ги ставаш. Мислев ќе ги декорираш, но ти Ќе оставиме овде и се за додава. декорација Добро. и макдоносот Сакам ќе да го биде за следам овој декорација. твој Да, рецепт. Многу едноставен е рецептот, ништо посебно, меѓутоа во секое време може да се направи и како што кажав, прилагоден за потребите, поготово на оние кои што Им значи, се со имунокомпромитиран организам, избалансирана исхрана, имаме и протеини, јаглени хидрати и така. како ти велев јас, Милице, што ќе беше овој омлет со 7 јајца, а ти ми велиш, минатиот пат ми се учина дека недостасуваше сите да сакав земат. сите да пробаат. А сега овде нека во има Канал 5. сите. Па може би Ета. нема да ставиме 7, ќе ставиме 6. Обично Ништо не ни значи едно. Така, да, меѓутоа за да се испржи убаво, за да можам да го преклопам, нели Да. сепак готвиме. Така. Знаеш што помислив, реков кога ќе видат гледачите, ќе речат леле каков е овој рецепт, јајца со омлет со. Да, ама ние Меѓутоа, правевме на кажавме неколку која начини. е целта, да, која Да. е поентата всушност на рецептот. Да, и многу кратко време, не треба многу време На да се неколку подготви. начини правевме омлет и секој е различен и по вкус и по изглед. Значи јас обожавам омлети во сите можни варијанти. За мене тоа е јајцето е супер храна и една од најчестите мои опции за Како се вели исхрана. состојка, намирница. Да, намирница, Ете точно. така. Добро. Еве вака. И ова нема да ти треба или сакаш за декоративност? Нема да треба доволно и пиперките се големи, ако беа малечки од тие што Добро. Ќе го сакав да ги повлечам. ставиме, меѓутоа верувам дека уште повкусен ќе биде со наша Ајде, пиперка. ние чекаме песна број 2, песна број 2. Може и песна број 2. Некој кој што сака може и малку љута пиперка да додаде, така да тоа е. Ако нема пиперка, ќе си додаде чили. Прав. Ете така, или чили во има прав. многу зачини убави сега, така да мислам дека да, нека се пропржи ова. Болува и пак јас пеам во душава, песната остана
Ова ти давам значи ракоплескање или аплауз, како што знаеме да кажеме. Ова песна како да е создадена за мене и тебе. За сите, јас верувај ми, многу луѓе ми се кога јавија. си нели во она чувство дека за тебе нема живот, Така е. дека си дојден до некоја ивица, дали ќе останеш во животот или ќе си заминеш, Секогаш ова мора да се песна е бориш. токму ова. Така, ова Штом е- се стемни ќе се раздени. Мотивација и многу пациенти ми се јавиле на Така. кои што им се допаѓа песната, меѓутоа во контекст на ова што го кажавме како едно охрабрување, како еден мотив, во план сум и подготувам една песна која што ќе биде химна на сите оние кои што Бевме веќе се отидени. бореле така со некоја. Бевме веќе отидени, Да, така јас да тука кажем. спаѓам, така да. Заедно затоа велам. За сите нас мислам дека сакам да направам една убава химна која ќе остане една женска химна, која ќе им дава и љубов и храброст и мотив на сите оние кои што лавовски се борат, жени лавици, Да. кои што сите имаме, нели имаме семејства, имаме деца, имаме Милица, мора да си најдеме начин како да јас бидеме сега тука јавно ќе присутни. те гушнам, вака, и ќе ти заблагодарам, И јас ти затоа благодарам што во текот на ова последно во што ме задеси, се до чекање на она дали ќе биде најстрашната диагноза, ти мене многу ме бодреше. И кога ја слушнав песната отпеана на Роса Фес, велам Милица отпеа за нас. Навистина убава. Така е, мило ми е што Благодарам многу се и за пронајде ова бодрението. песна. Еве ме здрава, жива. Ти благодарам заедно... што си секогаш вака убава насмејана и што секогаш имаш најубави зборови за секој од нас и што секогаш така си гостопримлива и не пречекуваш со полно срце во твоите Иако уште емисии, имам верувај, борба. доаѓам. Сите И ние уште имаме многу некои борба. животни борби, меѓутоа мислам дека Ќе биде добро. на добар пат Ова сме, нели? убаво е, Милица. Убаво е, Ќе му уште додадеме малку, ли зачини или му додаваш на крајот зачини? Можеме малку да ставиме бибер. Добро. Еве ти го тука. Да, биберче тебе. малку ќе ставиме. Биберот го обожавам. Сите. Македонска кујна, Иако не без мора бибер. оние кои што не Добро. сакаат. Ете така. Се повлекувам за да не ти пречам, но Одлично. зачините се пред тебе. Ова е солта. Се Добро, друго, еден малку сол ќе сигурно ставиме, за да. во јајцата ќе сакаш и сув зачин. Така. Јас обично стол не ставам. Ама за јадењето да се радува, мора На барем крајот 2-3 некогаш зрнца. оставам така, меѓутоа сега во оваа прилика ќе ставим и избегнувам. Не кажавме дека користиме маслиново Да. масло исклучиво за готвење. И кога ќе го прочитам Маслиново. рецептот, ќе кажеме дека маслиново. Ете така и ладно цедено за салати. За салати. Сега Можеме што малку да додадеме кашкавалот на крај, сега ќе ги изматиме јајцата. Извини вака што Јас, поминав. ако пред јас сум тебе. тука, двете мораме да бидеме во Да. кујна. Како Да ми вика, две помагаш. жени во кујна е тешко, ама се снаоѓаме. Не, јас знам дека велат во туѓа куќа немој да се правиш домакинка, меѓутоа Не, тука сме супер. ова е и моја куќа Канал Така. 5, така да се чувствувам Точно. навистина како дома, секогаш сум добродојдена и благодарам за тоа. И секогаш со задоволство. И плюс и јас и ти сме многу блиски, затоа и ти Јас се и чувствуваш. ти, тоа е една посебна емисија, треба да се направи, една приказна, да се опише нашето пријателство. Нашата И взаимна колку се љубов. познаваме, да, Да. колку време се познаваме. Ајде да видиме вака. Милице, не ни оставај кавга, стави ги сите. Сите да, добро, Така велат, готово. кавга во куќа никако. Така, да има повеќе. Добро. Ова е добро. Ете така. Одлично. Многу ми е мило што ја разубавевте оваа емисија и што дополнително внесовте љубов со музичките гости да можат да исполнат и некоја своја песна. Тоа е Така. многу убав дел од Внесовме емисијата и во секогаш, втората да. и во третата сезона новитети, каде Јас што одамна не сум била гостинка, меѓутоа следам секогаш Така, имаш новитети. така. И тоа е навистина за сите оние пофалба Милице, кои што правам чај работат. за нас двете. Може, одлично, Ете, да. Така сега ова е најаката опција 8. 9. Епа на 9 нека биде, така. за да можеме да ги ставиме сега јајцата. Добро, ова ќе го повлечам. Дали ти е потребна даската за рендето или не?
Па не знам, мислам можам и тука кашкавалчето да во го ред. изрендам во овој За да сад. ти ослободам простор. Да, фала ти. Еве и ова може, нели? Малце да само едно Добро. тањирче ми треба за да стои, за да можам да ги ставам јајцата. Ред. Јас се надевам дека ќе излезе како што треба. Да, затоа мислам ти е потребен капакот. Побрзо ги парејата го е така. Ќе ги Полесно изготви. го прави и полесно за Сега превратување. варијантата и вака може да остане, да се извади цело па да го поделиме Може и на така, парчиња. дојде како може и да пица. се преклопи, да се завитка во ролна па да се исече на парчиња, Значи да. повеќе начини на тоа е подготовки и наше. сервирање. Малку нека постои со капакот, па ќе јас во меѓувреме ќе го изрендам кашкавалот. А јас чајчето за двете. Сега од прилика не знам колку кашкавал ќе ни треба. Ако можеш. Сакав да го пресечам на пола, па Абе така, ајде, Добро, колку ќе ти биде? Нека биде. Полесно и за рендање кога го имаш зарендање, парчето. поголемо парче, така е. Да. Се навикнуваме на секогаш нели на состојките. Се прилагодуваме. Јас За да биде- порано многу готвев и искрено можам да се пофалам дека сум добра готвачка, меѓутоа во последно време многу малку имам време. Па немаш, затоа што си стварно многу И презафатена. сите се на работа. Едино децата кога ќе дојдат, па така некој заеднички ручек да направиме. Јас специјално за мене еве вака нешто. што е Кога е брзо. полна куќата, секој ручек е вкусен. Многу поедноставно е кога имаш така. за кого да готвиш. Така. Еве ова тука. И ова ќе Само го да те повлече. замолам капакот Ајде. да го подкренеш. така. Ете, почна. Да можеме, Веќе да се одвојува, полесно некако со Кашкавалчето капакот. ќе го ставиме за да може малку покомпактна да биде Да. смесата, зеленчукот и јајцата да не се. И за вкусот е, подруг е вкусот. Вкусот е веќе друга приказна, меѓутоа ова е така. Ако му додадеме и оригано, ќе биде зеленчукова Може и орегано, може пица и да, во тава. затоа реков така, точно, тоа е по избор, по вкус. Секој може да додава зачини какви што сакаш, сака. Јас ќе ја отворам тегличката за да ти помогнам. А режијата да се подготви за нова песна, бидејќи сме пред крај, треба да да го кажеме Па еве вака еден рецептот. прстофат, затоа што ореганото е малце И специфично. појако. Да, доволно. Ете така. Добро. Сосема доволно. Добро. Ете така. Јас пробав душо моја да те заборавам, ама не па не можам се да оставам. Се остава ли така љубовта голема, та душо е болка не преболена. Каде да те барам, дали ке те најдам, само сакам знам јас, љубов мила за нас, со тебе да се будам, усни да ти љубам, ти си нешто волшебно, ти си моје посебно.
država prazna je. Samo znam ja kako mi je, ne možem bez tebe. Se ostava li taka ljubav ta golema, ta dušo je bolka neprebolena. Kade da te varam, da li ke te najdam, samo sakam znam jas, ljubav mila za nas, so tebe da se budam, usli da ti ljubam, ti si nešto volšebno, ti si moje posebno. Браво за тебе. И Благодарам. ова е исто така убава песна отпеана Полна како со што треба, љубов. полна со Така љубов. е. Ке те повлечам тука за да Ајде. јас можам да го прочитам рецептот на Ја денот. следам работата. Ете така. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Мексикански омлет. 6 до 7 јајца, 2 пиперки, 1 главица кромит, 6 до 7 шери доматчиња, маслиново масло по потреба, кашкавал исто по потреба, малку магданост за декорација, сол, бибер и други зачини по желба. Иако ова не беа љути пиперките, мириса на љуто, да ти кажам. Затоа што сакаме да јадеме љуто, веројатно па. Сигурно. Милице, додека си сечкаш магданост, бараме песна, она која што ти ја сакаше да кажеш довидување, пак да се видиме, Така е, за довидување, меѓутоа тоа не значи дека е крај, дека нема да се видиме. Ti na čuden krstopad stojiš i se misliš da li da si odiš. Teško ke s nogom da se reče, no kaj nea srce to te vleče. Ako mora neka bide taka, odi tamo kaj što srce saka. I ne važno koliko ti mi značiš, baka samo dvajca da ne malačiš. Kaži se ga doviduvanje, dojde vreme za slobovanje, koga krajo se zakanuva, ništo drugo ne ostanuva. Kaži se ga doviduvanje, dojde vreme za slobovanje, koga krajo se zakanuva, ništo drugo ne ostanuva. Ti na čuden krstopad stojiš i sekunda po sekunda brojiš. Teško ti je, ne možeš da rešiš, ako odiš može vike zgrešiš. Ako mora neka bide taka, odi tamo kaj što srce saka. I ne važno koliko ti mi značiš, baka samo dvajca da ne malačiš. Kaži se ga doviduvanje, dojde vreme za slobovanje, koga krajo se zakanuva, ništo drugo ne ostanuva.
Довидување се на убав омлет. Баш Да. убаво дојде песната како за крај, кога јас на нашите гледачи си ги поздравувам со мојот поздрав. Милица, ова испадна убав омлет. Да. Рековме, ќе ни дојде како пица. Без тесто. Точно, Да, различни варијанти, така. како што кажав, за сите за период во денот, дали сакаат за појадок, Така. за ручек, и многу едноставно се прави. Едноставно и вкусно. Нашите вкусно, пријатели да. од ПКБеско на нашите гости им доделуваат благодарам. подарок, па еве и за тебе. Благодарам. Сигурно дома кога ќе дојдат твоите блиски ќе имате можност да ги вкусите еве и овие. Благодарам, навистина преубави производи, да. преубави ПКБеско имаат преубави производи. Ти благодарам, Милице, од се срце, а тука си ги поздравувам нашите гледачи. Се надевам дека и денеска, драги мои гледачи, ви бевме занимливи, интересни и весели. И останете и понатаму заедно со нас. Гледајте не во секое време, во 15:30, во 6:10 наутро, кога одат репризите, во неделите и саботите кога одат репризите, а оние кои што пак ги пропуштите на YouTube каналот. Ве сакам!